Светската здравствена организација денеска го одбележува светскиот ден без тутун. Шведска, која има најниска стапка на пушење во Европската Унија, е блиску да се прогласи за земја без пушење. Името земја без чад се дава на држава која има помалку од 5% пушачи на дневна основа. Спротивно од оваа земја, во Македонија пушењето е сериозен проблем кој е раширен кај голем број од населението. Државата малку прави преку кампањи да влијае на намалување на процентот пушачи од вкупното население, а посебен проблем е што оваа зависност или навика е се поприсутна кај младите, дури и кај децата. За никотинот се знае дека е дрога која создава зависност во чадот од тутунот, што ги тера луѓето кои пушат да продолжат со пушењето. Заедно со никотинот пушачите внесуваат уште 7000 други химикалии во организмот кои во основа се штетни. Некои од овие химикалии се перманентно активни, предизвикуваат длабоки и сериозни промени во организмот. Такви се катранот, јагленородниот моноксид, оксидирачки химикалии, металите, радиоактивните соединенија.